Продолжува незадоволството на струмичките бостанџи поради ниските откупни цени на годинешниот род. Откако претходните денови го фрлаа родот и бараа итни средби со министерот за конечно да се најде решение за лошата ситуација во која се наоѓаат, денес тие ја блокираа раскрсницата која води кон подбеласичките села. Причината за ваквиот чекор е тоа што се уште не добиле одговор на нивните барања од Министерството за земјоделство и владата на Република Македонија, а до кои претходно тие неколку пати јавно се обратија и побараа од министрите да дојдат и да видат со какви проблеми се соочуваат. Денешната блокада траеше половина час, а возилата беа пренасочување кон локалните патишта. Днеска се собраваме тука да штрајкуваме, секој ден го повикуваме министерот да дојде да ги види нашите маки. Човек не се издржи од нашите маки. Динаро ни и многу што ни го дават трговците. Значи, мора да дојде министерот тука и да го реши нашиот проблем едноставно. Целиот бостан ни скапува по нивите, не може да го продадеме. Секојдневно тука 100 тона бостан дали се продава. А на времето се продаваше тука по 1000 тона бостан. Секој ден и немаше проблем со пласмано. Денеска имаме, таа година имаме голем проблем со пласмано. Не знам што е работата. Значи, да дојде министерот да ни објасне, да најдеме некој заедничко решение, ако може да не обештетат од декар. Ако не дојде министерот, ќе преземаме и порадикални мерки. Дел од бостанот се откупува по многу ниска и неразумна цена, а поголем дел им останува на нивите и скапува на овие пеколни горештини. Земјоделците се заканија дека блокадата ќе ја продолжат и кон границите со Република Бугарија, доколку во рок од 24 часа не бидат посетени од надлежните во Министерството за земјоделство.